Нови 32.000 разговори и 72.000 SMS пораки анализирале специјалните јавни обвинители во изминатите 6 месеци, пишува во 7-миот поред извештај на СЈО. Во него стои дека бомбите на Заев биле пронајдени во УБК на хард диск во канцеларијата на свиркачот Звонко Костовски. СЈО материјалите ги превземале од обвинителството за организиран криминал, која го гонеше Костовски во случајот Пуч. Од обвинет потоа тој стана клучен сведок на СЈО за случајот Таргет тврдина. Јанева се надева дека во најкусможен рок ќе биде изгласан законот кој обвинителството ќе го дефинира како самостоен орган во рамките на правосудниот систем. Мислам дека во суштина никој пат не може да има идеален закон, ниту па и овој што го практицираме е идеален. Најважно е тоа да обвинителот, кога се работи со закон за обвинителство, да има доволно интегритет, авторитет и проактивност да го оживее тој закон. Во извештајот на 103 страни, СЈО информира и дека биле анализирани форензичките копии на вкупно 124.000 разговори од предметот против Захир Бехири Чауш и Имер Бекири. Биле отворени 81 предистражна постапка и 8 нови финансиски истраги против 64 лица со предизвикана штета на буџетот од речиси 92 милиони евра, меѓу нив е и случајот Империја. Јанева со контратврдење кон Врховен, кој пред речиси 2 месеци се обиде да ги врза рацете. И покрај донесеното правно мислење на Врховниот суд во однос на постапувањето на јавното обвинителство, како и повикувањето на ваквото мислење од страна на дел од осумничените и нивните бранители, евидентно е дека ова јавно обвинителство постапува исклучиво во рамки на своите законски овластувања, во рамки на предметите што ги води. И овој пат Јанева се обраќа на Џолев, судот поинтензивно да закажува рочишта. СЈО извештајот го објави во период кога се решава за судбината на институцијата. Токму иднината на СЈО беше тема и на лидерската средба Заев-Мицковски, на која делумно се договорија. За Мицковски е прифатлива СЈО да продолжи со работа, но инсистира на смена на актуелната постава.